Вкупно 66 општини во државата поднеле вкупно 215 капитални проекти досега, вклучувајќи ги општините на СДСМ, ДУИ, Вреди, Знам и други. Според бројката, покрај општините задоволен е и премиерот Христијан Мицкоски, кој очекува бројката да достигне 250 проекти, а со тоа да се овозможат и 250 подобри услови за живот на стотици илјади семејства во државата. Јас сум исклучително многу задоволен и навистина им честитам на општините и на администрацијата во општините, бидејќи веќе 66 општини поднесоа околу 215 проекти заклучно со вчерашниот ден, што значи не се само од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, таму има општини од СДСМ и од ДУИ и други општини од коалицијата Вреди, Влен или пак политичката партија Знам, независни кандидати кои што се градоначалници сега и така натаму и така натаму. Јас сум исклучително задоволен. Со овие проекти ќе се задоволат реалните потреби на граѓаните и заклучно со тоа да се реализираат што е можно повеќе капитални проекти во иднина, додава Мицкоски. Очекувам денеска да пристигнат и други предлози, да дојдеме до 250 проекти. 250 проекти значи подобри услови за живот на стотици илјади семејства. И тоа е суштината на овој проект. Да направиме нешто кое што ќе биде соодветен одговор на реалните потреби на граѓаните. А со тоа да реализираме што е можно поголем број капитални инвестиции и да ја задвижиме економијата. И затоа е потребен и овој кредит, затоа што не само овие 250 милиони евра за општините, туку и 250 милиони евра за бизнисот, кој што ќе предизвика уште и ќе имплицира дополнителни 250 сопствени средства милиони евра од страна на бизнисот. Значи ние ќе имаме инвестициска активност од половина милиарда евра плюс 250 милиони евра од општини. Тоа до сега не се случило. И тоа е оној ветар во грб кој што треба да го даде владата за бизнис. Според пријавените проекти, општина Штип има аплицирано со проектот за обиколницата од населба Железничка до викенд населбата Плуждино, додека општина Македонска Каменица, Берово и Пехчево со проектите за инфраструктура на пат.